Американските истражители бараат кои се мотивите на осомничениот за обидот за атентатот на Доналд Трамп на Флорида. Игор Стефановски од Гласот на Америка се јавува во Дневникот. Игор, што велат истражните органи? Се проверува се што е објавено од 58-годишниот Райан Весли Рут. Профили на социјалните мрежи изјави, па дури и објавената книга за војната во Украина, во која тој повикал Иран да го убијат Трамп. Сето ова следи по очигледниот обид за атентат врз поранешниот американски председател Доналд Трамп во Вест Палм Бич на Флорида во неделата. FBI испратиле агенти во сојузните држави Северна Каролина и Хавај за да разговараат со членовите на семејството, пријателите и поранешните соработници на Рут. Дали во обидот за атентат врз Трамп е вмешано трето лице, од FBI велат дека засега нема такви информации. Според собраните податоци од мобилниот телефон, Рут чекал 12 часа и се криел во грмушки. FBI се обидува да ги утврди мотивите за очигледниот обид за атентатот врз Трамп, откако Рут по апсењето одбил да зборува пред агентите и побарал адвокат. Тој е обвинет од федералните власти за поседување огнено оружје како осуден криминалец и поседување оружје чиј серијски број е избришан. Игор, какви се реакциите по вториот обид за атентат врз Трамп? Агентите на тајната полиција беа пофалени дека брзо ја елиминирале заканата. Трамп испрати порака дека се потребни повеќе луѓе за неговата безбедност. Бајден со слична порака, кој рече дека на тајната служба и треба поголема помош. Институцијата побара поголем буџет од Конгресот. И Бајден и Харис изразија жалење за можниот обид за атентат врз Трамп. Тие вчера му јавија на Трамп за да му кажат дека се благодарни што е безбеден. Вчера и Трамп и Харис се вратија во кампањата за прв пат по вториот обид за атентат врз Трамп во неделата. Нью Йорк Таймс објави дека првиот човек на тајната служба Роналд Роу се сретнал со Трамп и му рекол дека ќе треба да се направат значителни нови безбедносни аранжмани, ако Трамп сака да продолжи да игра голф. Сузе? Игор, благодарам. Игор Стефановски од Гласот на Америка се јави за околу мотивите на осомничениот за обидот на атентат на Доналд Трамп.